Првиот разговор, како што најавив и на почетокот, посветен на темата локални избори, а ќе ја слушнеме градоначалничката на Старо Нагоричане, Жаклина Јовановска. Мислам дека веќе ја имаме на линија. Добро утро, господја Јовановска. Добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро и до вас и добро утро до вашите гледачи. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Ве побаравме бидејќи премиерот Зоран Заев веќе во јавноста искажа еден став за тоа од кои градоначалници е задоволен во пресрет на локалните избори, а вашето име се најде меѓу нив. Па се наметна прашањето дали ќе се кандидирате повторно. Така е. Може би и за мене ова беше изненадување како прва градоначалничка меѓу останатите, дека ќе бидам и моето име дека ќе биде ставено на листата, така да јас планирам да се кандидирам секако во наредниот мандат, затоа што дел од проектите кои што веќе ги имав испланирано во минатиот период, кои што не се довршени, и другите кои што планирам да ги завршам, би сакала тоа да се заврши една целина, да биде еден круг довршен до крај на задоволство на жителите на општина Старо Нагоричане, па така би ја побарала довербата нивна и во овој мандат, заедно да направиме уште повеќе и уште подобра општина. Јовановска, што сметате дека е ваш најголем успех за време на изминатиот мандат? Што е она што го преземавте кога дојдовте на градоначалничката функција? Што е она што го променивте за Старо Нагоричане? Така е. Јас, кога дојдов на градоначалничката функција, затегнав една општина која беше малтене, да не кажам, уништена во смисол на долгови, кои што беа многу големи за нашата општина. Беше долг скоро 1 милион евра, ама тоа за една мала рурална општина е многу. Не би се осврнала на тоа, ни требаше малце време, можеби година и нешто, да го отплатиме целиот долг, секако со помош на средствата од владата кои што ги одвои за општините, но секако и со собствени средства. Тоа беше многу голем проблем со блокирани сметки и така натаму, но успеавме да се извадиме од таа ситуација и најповеќе внимание кое што јас како градоначалник обрнав на нашата општина е тоа за повеќе за патната инфраструктура и водоводната мрежа. Значи, патната инфраструктура беше руинирана 10 години наназад, воопшто не беше работено на тој проблем, така да во текот на овие изминати 3 години и нешто, асфалтиравме неколку патни правци, каде што не може да се прави проект, доволно искористивме простор за да можеме да ги тампонираме селските патишта, да ја обновиме да го обновиме уличното осветнување со нови лецијалици и да го прошириме на некој начин и пристапивме кон реконструкција на водоводните системи на нашата општина и појачување на самите капацитети на вода. Со нови пумпи, со нови бунари, бушотини, за да можат населението да има доволен капацитет на вода. Затоа што можам слободно да кажам дека во текот на пандемијава, значи скоро година дена, имавме големо побарување на земјиште, кои што од градските средини доаѓаат луѓето и бараат парче земја за да можат да направат дали викендичка куќа или било што, така да потребата се зголемува за вода, а исто така дека е незагадена животната средина од загадениот дел на градот се иселуваат кај нас во општината, па тоа ни создаде еден проблем, затоа што бунарите кои што биле моментално поставени се доволен с капацитет за тие села кои што веќе го користеле тој капацитет. И сега во моментов исто така работиме на 4 нови бунари на бушотини во 4 населени места за појачување на капацитетот на водата. И тоа е основното кој што луѓето го бараат во нашата општина, значи добра патна инфраструктура, водоводна мрежа, улично осветлување, проширување, надополнување. Тоа се основни услови кои што луѓето ги бараат, но ги немале предходно. Еве сега се трудиме колку може максимално да допринесеме тие услови да бидат подобрени и да ги добијат. Дали со овие 4 бушотини кои што тука ги споменавте ќе биде комплетно решен проблемот со водоводната мрежа и со водата во Старо Нагоричане?
Па во некои села, по високите села, нели ние имаме 38 населени места, општина Старо Нагоричане многу голема по територија. Во планинските делови, искрено да кажам, таму нема водоводна мрежа, мрежата е доле во низинскиот дел. Мислам дека скоро ќе го решиме проблемот затоа што моментално работиме и на еден голем проект преку Министерството за транспорт и врски за Младо Нагоричане. Тоа е едно од поголемите всушност најголемо, може би да кажам, населено место во општина Старо Нагоричане за нова мрежа, нови бунари, се е направено. Проектот ќе кошта околу пола милион евра, кој што ќе го спроведеме со транспорт и врски. При крај се чека на распишување на тендерот. Таа има постоечка, но не се офатени сите куќи. Мислам дека ова ќе биде еден добар проект, капитален, кој ќе ги задоволи потребите на сите жители на Младо Нагоричане. Веќе не известивте дека повторно планирате да се кандидирате и да побарате довербата од граѓаните. Ги споменавте и проектите кои сте ги почнале во текот на овој мандат. Што е она со кое што ќе настапите како понуда на предстојните локални избори? Какви се вашите планови, освен довршување на веќе почнатите проекти? Се планирали нешто ново за оваа општина? Така, да. Планирам во наредниот мандат да тргнам со канализација која што воопшто ја нема во нашата општина. Значи, ова би бил прв потек кој би го направила да тргнеме со канализација во Старо Нагоричане и во Младо Нагоричане, во поголемите населени места, затоа што тоа навистина е крупен проект кој би се преземал во нашата општина, така да ќе се осмелам и ќе тргнам со еден таков проект, затоа што после водоводите настапува нормално и канализацијата, затоа што со густо населените куќи веќе настанува проблем. Тоа порано претходно биле септички јами, бунари кои што ги користеле, така да мислам дека ова е најпотребно во моментом кој што натака би тргнала да го реализирам. Да, со оглед на тоа дека живееме во ново време, во 21 век, ова се едни од основните услови кои треба да ги добијат сите граѓани на нашата држава, па во контекст на тоа би сакала да ве прашам, имате ли некаква анализа за ова колку ќе чини сето тоа, таков проект и за колку време би бил изводлив? Па се уште нема нов проект направено. Јас ке кажам може би за жал, затоа што претходниве 3 години не знаевме прво на што да се осврнеме од проблемите, од долговите, но и неколку изборни процеси кои ги поминавме ние како градоначалници во текот на нашиот 3-годишен мандат. Плюс тоа и оваа пандемијава не ги забави некои процеси, сега да не се правдаме на тоа, но година дена пандемијата не ги забави некои процеси на реализација на проектите, поради тоа што големите институции некои не работеа, па работеа од дома како и да е, тргнавме со таа процедура, но некаде полека одеше тоа, така да не би можела сега дефинитивно да кажам колку би чинил тој проект, но секако ќе чини многу, затоа што ова е прва постапка која би ја тргнала, до сега воопшто нема ни проект, нити има реализација за такво нешто, а како што сами рековте, 21 век живееме, до сега никој такво нешто не се дрзнал да направи. Тоа е веќе многу голема инвестиција за нашата општина, така да јас се надевам ќе бараме средства и тоа ќе го реализираме. Долготрајно е. Таквите проекти се многу подолги, но јас се надевам дека во наредниот мандат ќе успееме и тоа да го реализираме. И сосема за крај една генерална оценка за тоа како вашата општина се справува поточно со пандемијата, се почитуваат ли се уште препораките, дали се стабилизира, дали се смирува состојбата со новозаразени во Старо Нагоричане? Да, за среќа така е, затоа што ние сме на чиста животна средина, и само блискоста со градот Куманово, ние сме тесно поврзани со Куманово. Голем дел од институцијата државни ни се во Куманово. Имавме случаи, но досега е многу добра ситуацијата, добро се почитуваат мерките, се придржуваат. Веќе стигна тој дел каде што во месецот септември, октомври, кога требаше учениците да тргнат на училиште, беше еден голем бран, но еве јас можам и да се пофалам дека сите мои училишта, и централни, 3 централни и неколку подрачни училишта, сите одат со физичко присуство од 1 до 9 оделение.
Тоа беше на основ на тоа дека добро се придржуваме кон мерките, дека немаме многу заразени и затоа добивме дозвола сите училишта одат од 1 до 9 одделение со физичко присуство на настава. За доброто и на учениците, и на родителите и наставниот кадар. Господја Жаклина Јовановска, ви благодарам што одвоивте време утринава да се јавите во денешниот утрински брифинг на тема предстојните локални избори со оглед на тоа дека има време до самите избори. Предпоставувам ќе се слушнеме уште неколку пати. Многу ви благодарам на поканата, секогаш ви стојам на располагање. Секако да. Поздрав.